Господине Принчов, председателот Пендаровски во собранието, своето годишно обраќање, изјави дека би било на некој начин срамота да подпишеме сите дека сме сите лидери на политички партии да подпишат дека сме македонци. Вие како политичка партија го напуштивте неговото обраќање. Дали само на овој начин ќе го искажете вашиот револт? Видите, прво, за разлика од претходните председатели на Република Македонија, господинот Пендаровски беше признат од страна на целокупната опозиција уште од денот на неговиот избор, на тие избори од 2019 година, чинам дека беа. И секогаш имавме коректен однос со него. Во врска со денешното излегување, навистина немаме потреба да ги слушаме тие ставови, дека е срамота да се подпишува било што дека сме македонци. Според мене многу поголема срамота е да државните чинители, тоа се премиер, председател на држава, опозиција, политички партии кои се парламентарни и вонпарламентарни партии, да немаат соодветен одговор на оваа бугарска агресија врз Република Македонија, кој што се случува последниве половина година. Јас само ќе ве потсетам дека за разлика од кај нас, од Македонија, во Бугарија парламентот на бугарскиот парламент е целосно запознан со тоа што се случува помеѓу односите Бугарија-Македонија. Ние воопшто дека ништо не сме запознаени. Значи, добивам информација од страна на бугарски и македонски медиуми. Понатаму, председател на државата има јасен став во спорот со Македонија и нивната Академија на науки и уметност исто така има јасен став. Од друга страна, кај нас имаме криење на информации, имаме криење на преговарачки позиции и за жал како пратеници, како јавност, пред се, како граѓани на оваа држава, ние ги добиваме информациите од страна на Бугарија, а не од страна на македонската власт. Така што во поглед на она дали е срамота или не е срамота, според мене поголема срамота е интервјуто на Заев кој што го даде за БГ-днес, каде што претпоставувам ќе имаме можност да разговараме повеќе со вас на оваа тема, а Пендаровски тоа го премолча и кога излезе на телевизија многу дискретно и дипломатски не сакаше да го коментира ниту ставот на Заев кон него дека е неискусен политичар, дека нема потреба што толку многу со него се преговара, дека Заев е единствениот кој што треба да се преговара од македонска страна. И мислам дека нема што повеќе да коментирам, она кое што го имавме како пратеници да им го кажеме, им го соопштивме денес, така што отприлика тоа е нашиот став. Во однос на добивање на информации до каде се преговорите, неодамна имаше изјава дека од 11 историски ликови и настани има договор за тројца кои што ќе бидат имплементирани во учебниците од учебната 2021-2022 година. Дали имате информации? Не, немам информации. Сите информации, како што кажав, ги добивам од вас, медиумите, пред се македонските медиуми, бугарските медиуми, бидејќи таму се поотворени кон јавноста политичарите, имаат јасно изградени ставови кои што се цврсти, за разлика од нашите овдека, навистина 10-3, 10-5, 10-2 епохи, 2-1 епоха, ден ништо не е. Јас само ќе ве потсетам дека од комисијата се оградуваа од ставовите на премиерот, кој што ги искажа за бугарскиот медиум, така што навистина не би можел нешто да коментирам за кое што е спекулација повеќе. Ние црно на бело ништо немаме видено во оваа држава. Дали имате во планиве да конкретно да разговарате со меѓународната заедница, затоа што сите тие насоки кои што ги добива македонската политичка елита е дека собранието е столб на демократијата, а ние сме сведоци тука кај нас дека собранието, односно вие конкретно како пратеници, немате допирна точка за што се разговара. Да, ние немаме допирна точка за што се разговара. Согласно уставот и политичкото уредување во Република Македонија, граѓаните управуваат со државата преку нивните представници, во нашиот случај пратениците. Потоа пратениците бираат влада, која што извршна власт, бидејќи е помалецка и може да биде поефективна во извршување на она кое што го налага собранието преку донесувањето на закони. Во Република Македонија во последниве години и мора да признаеме и уназад 30 години, но сега е многу поизразено, пратениците се како да не се пратеници. Зошто? Затоа што реално граѓаните не управуваат со државата. За разлика од Бугарија, таму граѓаните управуваат со државата. Таму изгласаа скоро со 100% мнозинство, ги изгласаа основните столбови на преговорите на нивните
влада, нивната влада и нивниот претседател кон Македонија, а кај нас себе ние слушаме дека немало потреба да се зборува во собранието, па дека било срамота да се прашуваме што сме и кои сме, но кога ќе ги видиме нашите челници, кога ќе го видиме специјалниот представник на државата, како тој се однесува према бугарскиот премиер и министер за надворешни работи, наистина јас се згрозувам. Еве последната изјава на господинот Бучковски беше така со некој тон на субординираност, би рекол, му вели на бугарскиот премиер: еве амбасадорот ваш, нека дојде, нека да контролира до кај сме, што сме. Мислам, тоа е целосно напуштање на суверенитетот на државата, тоа е практично понижување на граѓаните, потоа сме ние пратениците, би како што кажав, ние само ги представуваме граѓаните и навистина е многу чудно да живеете во едно општество во кое што целокупната моќ од граѓаните е пренесена на 19 луѓе во владата и потоа тие 19 луѓе целокупната нивна моќ му пренесуваат на премиерот. И ние практично живееме во време на монархија, во време во кое што монархот, во случајот премиерот, одлучува кога ќе ни соопшти нешто нас на пратениците, односно на граѓаните, кога ќе им соопшти, тој одлучува какви интервјуа ќе дава за бугарски медиуми, какви интервјуа ќе дава за македонски медиуми, тој одлучува колку тоа ќе биде дозирано во медиумите и потоа да не ве чуди зошто сте релевантни странски невладини организации велат дека ние сме една заробена држава, дека ние сме држава во која што отсуствува демократија и тоа не треба воопшто да не чуди. Од друга страна, граѓаните се толку многу сите овие години наназад намачени, толку многу им е веќе преку глава додено од се, бидејќи не знаат што попрво се чуваат. Од една страна имате најголемата здравствена криза која што некогаш била во современата македонска држава. Од друга страна имате најголемата економска криза. До сега имаме 52.000 луѓе кои што ги изгубија своите работни места. По 180 луѓе на ден губат работни места и од трета страна имате еден хегемонистички атак на бугарската држава на се она што значи македонско, се она што значи јас. Бидејќи ние често пати зборуваме дека и денеска тој тоа го кажа во собранието, мислам на претседател на државата, дека не може да се преговара за идентитет, дека не може да се преговара за јазик и дека тоа добро го знае бугарската држава. И точно е, и бугарската држава вели дека ние сме со свој идентитет, дека имаме свој јазик, ама од 44 година наваму. Тие намерно не зборуваат за втората половина на 19 век и првата половина на 20 век што се случувало овдека. И ако приметите како медиуми ќе видите дека секогаш се зборува од 44 година наваму или воопшто годината не се спомнува. А од друга страна, бугарите толку многу јасно и гласно ги соопштуваат нивните ставови, што со помош на модерните технологии, интернет и портали, ние гледаме уствари за што се преговара. Кога споменавте сега веќе премиерот Зоран Заев, он имаше, може слободно да се нарече едно несрекно интервју за бугарската БГНЕС, у кое што излезе со низа тврдења, малтене дека сме ист народ со бугарскиот. Директно ќе ве прашам, колкава штета и се наруши на Македонија со тоа интервју? И со откривање на нашите позиции, ист народ ли сме со бугарскиот? Не, се разбира дека не сме ист народ со бугарскиот, ние сме автентичен, автохтон народ на Балканскиот полуостров. Колкава штета се нанесе, штетата е огромна, бидејќи човекот често пати заборава дека тој не е обичен граѓанин на оваа држава, дека тој е премиер на оваа држава. Тој е мој ваш премиер, иако јас не сум гласал за него, ниту на гласачко ливче, ниту во рамки на собранието како пратеник. Тој не сваќа дека во меѓународната политика ова не се како да ги добиеш изборите во штип, купи ден продај, или како во Струмица да направиш да имаш потребна разлика со опозицијата. Дека ова се прашања кои што се суштински, дека ова се позиции градени од 90-тите години, дека ова се позиции, ако одиме историски градени уште од пред 80-90 години. И дека ниту еден премиер никогаш не се осудил да каже дека тие во Струмица и тие во Петрич вели вака: ние струмичани и петричани зборуваме на исти јазик, е кој е тој са, бугарски или македонски или? Тоа ви личи изјава на премиер на држава. Потоа, по 2 недели, оно што го спомнав, специјалниот представник вели: еве, вашиот амбасадор нека дојде, нека контролира. Што сме ние овдека? Дали имаме ние луѓе кои што оваа држава ги плаќа да се борат за националните интереси? Било кој политичар
кој што е лепо од овој народ, зима плата од овој народ. А таква изјава е срамна изјава. Тоа е срамна изјава, бидејќи имаме општа историја, имаме семејна историја, имаме лична историја. Така, еве општата историја, да речеме дека треба пред 200 години што било да таа државна историја да анализираат историчари. Ама секој од нас има семејна и лична историја. Мојот дедо и прадедо никогаш не ми кажале дека се ист народ со бугарите, тие секогаш вика дека сме спротивен народ со бугарите и дека обично секогаш имаме спротивставени гледања на балканските прашања со бугарите. Не може некој да ми каже дека бугарите овдека биле само обична администрација, ние сме биле под окупација. И она кое што е факт и од кое што нема бегање, јас не велам да се срамат. Јас не велам дека секој бугарин е фашист или нацист, далеку од тоа. Но факт е дека за време на Втората светска војна имало фашистички држави кои што не биле нацистички, не испорачувале евреи, не ги носеле во гасни комори, тоа Италија на пример, и има држави кои што биле и фашистички и нацистички. И тоа е Бугарија. И од тоа нема бегање. И факт е дека уште во Втората светска војна, ако тие нас не ослободиле овдека и дошле на своите територии, факт е дека доколку направите анализа, тоа се историски податоци, тие ги депортираат само евреите во Македонија што живееле. А знаете ли зошто? Заради тоа што тоа не биле нивни евреи. Тие нивните евреи во Бугарија си ги чувале капиталот да им остане таму. Туку само ги дали евреите од Македонија, од туѓа територија, окупирана територија. И тоа е факт. И јас не сметам дека ние заради тоа не треба да имаме добри односи со Бугарија. Природата е многу проста. Треба да дојдат да кажат да, точно е, бугарскиот народ можеби не бил фашистички, но раководството на чело со цар Борис, на чело со степратеници кои што биле во тоа собрание, пристапиле кон фашизмот и ги спроведувале сите нарбини на фашизмот. Јас ќе ве проверам дека, ќе ве потсетам дека Бугарија во нивното собрание во 1942 година го гласа законот за заштита на нацијата. Како тоа они не биле фашисти или нацисти? Нивното политичко раководство во тој период било и фашистичко и нацистичко. И ние треба со тоа се помириме. Но во никој случај нема да дозволиме да ни каже некој дека тие тука биле ослободители кои што практично само ја администрирале територијата. За кого ја администрирале таа територија? Ако не ослободиле. Значи, јас од друга страна лично и мојата политичка партија, кога е во прашање Втората светска војна, ние не сметаме дека за тоа треба да го оставиме на историчарите. Зошто? Заради тоа што колективната меморија на овој народ е силно поврзана со тие настани. Ние имаме уште живи сведоци кои што учествувале во тие борби, кои што учествувале во антифашизмот. И не треба мене историчар да ми каже кој бил фашист, а кој бил антифашист во Република Македонија, кој го ослободил Скопје, кој го поробил Скопје 4 години преходно. Тоа се податоци кои што се толку многу блиски, ја не сметам дека воопшто треба да има било каква историска комисија баш за тие теми. Господине Примжов, точно дека се блиски тие, меѓутоа ние, во учебниците сме учели, дека Бугарија била фашистички окупатор на Македонија. Меѓутоа, излезе министерката Мила Царовска, која што најави бришење на предметот историја од учебниците за основно образование, односно тие ќе се инкорпорирале во предметот општествени науки. Што точно ќе учат децата? Да, тоа има два сегменти, ќе одговорам на тоа прашање. Историјата е многу важна наука за да ја предвидиш иднината. Историјата е многу важна наука. Јас затоа, кога ќе погледнете вие историјата, ќе видите дека можеби во цела оваа приказна помеѓу Бугарија и Македонија во позадина стои некој трет. Зошто? Затоа што многу е важно од историски аспект како се создава бугарската држава. Бугарската држава создава на начин што 1876 година се дига многу големо востание во Бугарија, која што била во рамки на Отоманската империја, и тоа востание се нарекува априлско востание, бидејќи било дигната во месец април. Османиските војски во тој период крваво го задушуваат тоа востание и според историските списи и документи се претпоставува дека повеќе од 30.000 бугарски востаници биле заклани. Следната година, 1877 година, во Русија, под паролата да ги ослободиме христијаните на Балканот, се започнува нова руско-турска војна, со која што русите влегуваат на територијата на Балканот и практично тогаш завршуваат со малото градче Сан Стефано, Сан-Стефански мировен договор, каде што на Бугарија даваат огромна територија и даваат држава,
на Бугарија и не дека сметале дека тукава треба да биде Бугарија, туку за потоа со таа територија да преговараат со големите европски сили. И ние доколку ја погледнеме историјата и доколку ги погледнеме сегашните констелации на Балканот, јас мислам дека проблемот со историјата, проблемот со сегашноста, ако и се влече од историјата, е толку многу длабок, што секој политички представник во Македонија треба многу умесно да ги мери своите изјави, апропо интервјуто на Заев. Затоа историјата можеби новата доктрина на владата дека не и треба на младата генерација. Образованието во Македонија е на исто ниво како и секој сектор. Така ќе земете економија, правда, право, европски интеграции, така и образованието има една масовна деструктивност во нивното работење. За Курир можам да кажам дека не е само историја предметот, кој што ќе се става во општествени науки, туку се и географија и ликовна уметност. Сте тие предмети ќе одат во некое општествено образование и тоа не е добро. Тоа не е добро, тоа се прави брзоплето, за тоа не е консултирана стручната јавност, за тоа не се консултирани професорите, за тоа нема направено соодветни анализи, бидејќи не знам, ние сега правиме планови што ќе се случи за 2-3 години или до година, а во меѓувреме имаме 40.000 дечиња кои што не поседуваат настава, тоа образование не го интересира. Ние немаме пари за да им купиме електронски помагала, дали лаптоп, дали таблет, да следат тие дечиња настава. Тие немаат одвоено пари за интернет конекции, немаат направено попис на основни и средни училишта, немаат направено попис на деца кои што учат во рамки на основните и средни училишта, кои има дома просторни услови, кои нема, кои мора онлайн, кои може би треба и физичко да присуствува. Тие немаат ништо со тоа и сега се зафатија да се дефокусира јавноста со овие работи. Не е само историја, туку и географија и ликовно. И немам што да коментирам, бидејќи, како што ви кажав, целата моќ е во државата во еден човек. Македонија се претвора во една монархија, во еден пашалак на премиерот Заев, се околу него само ги спроведуваат неговите желби, кои се често пати нереални и нерационални, и затоа не можам да го коментирам ова. Мислам дека јавноста е повеќе од јасно што се случува во образовниот систем во Република Македонија. Кога сме веќе кај тие, конкретно 40.000 деца кои што не можат да следат настава, во собраниска процедура влезе и буџетот за наредната 2021 година. Има ли пари во буџетот за тие деца? Нема. Во буџетот приказна сама за себе. Овој буџет има далекосежни последици. По мене, по моето семејство, по вас, по вашите семејства, на граѓаните, ова ќе биде многу скандалозен буџет. Од каде почнеме? Во образованието нема. Значи, тоа нема ништо. Конкретно да започнеме од задолжувањата. Значи има буџетски дефицит кој што мора да се финансира и најавени се задолжувања и на домашен пазар и на меѓународен пазар. Чинам дека сумата е многу голема за меѓународен пазар. Тоа најверојатно ќе се оди со нова, еврообврзница во време поради корона кризата, кога парите на светскиот пазар на пари се многу поскапи. И каматите се очекува да бидат драстично поголеми од тоа што до сега сме зимали. Точно. Прво вака, за да имаме континуитет, за да разберат гледачите што станува збор и колку е сериозна работата. Значи, клучот за овој нов буџет е последниот ребаланс што беше пред месец дена одека во собранието. Во последниот ребаланс, во приходната страна, во приходите, тие предвидуваа приходи како да нема корона. И предвидува огромен дефицит. Дефицитот ќе биде многу поголем и тоа ќе го видиме веќе на 15-20 јануари, можеби 1 февруари, тогаш максимум ќе можат да го сокриваат или прикриваат. Значи, ние практично ќе влечеме дефицит од преходниот буџет. Нереално проектиран, да помине во собрание, да помине во јавноста. И јас ги прашав на собраниска седница, добро, ако за 300 кебапчиња ние некој го гориме кривично и оди во затвор, дали ќе има одговорност за некој од владата, дали министер за финансии, дали премиер? Ако буџетскиот дефицит кој што сега ни го кажува дека ќе биде многу поголем. Бидејќи разликата може биде и 100-200 милиони евра. Имате молк. Нема да биде, а ќе биде.
бидејќи и вие и јас знаеме, а особено со новиве мерки и особено со локдаунот во Европска унија, практично јамата потрошувачка е многу намалена, даноците се многу намалени, никој не купува толку многу како порано облека, подароци и така натаму разни други работи, сте живеат на минимум и приходите се многу помали ќе бидат во буџетот. Ние често пати зборуваме дека имаме 52.000 луѓе кои што ги изгубија своите работни места. Тоа се 52.000 плати помалку во рамки на јамата потрошувачка. Но тоа не е се. Тоа не е се. Има една работа која што никој не ја зборува во оваа држава. А тоа е што 150.000 вработени во приватниот сектор добиваат намалени плати. Дали некој се запашал како тие луѓе поминуваат од први до први? Ако некој земал пример 25.000 денари, сега зема 18.000 денари. 7.000 денари зема помалце. ДДБ-то, кој што ги подошол тие 7.000 денари, е многу помало и приходите ќе бидат многу помали во рамки на буџетот. Исто тоа ги пашав, добро, еве, ако не е така, дали ќе одговарате? Не, ќе земеме нов кредит и никому ништо. Инаку јавноста треба да знае дека со овој нов буџет ние се задолжуваме повеќе од 1.200 милиони евра и оние кои што ги земавме преходно, сега само за 3 години задолжуваат 3,5 милиарди евра. 3,5 милиарди евра. Сите влади до сега во овие 30 години задолжиле со 5, не знам точно колку не е факате за збор, они за 4 години 3 милиарди евра. Еден проект нема. Се е лага. Јас ќе ве потсетам, вие сигурно сте следеле. Среќна нова 2019, декември месец, пратенички прашања. Дали премиерот Заев излезе на говорница и кажа вака: 2019 година ќе биде година на економијата. Во 2019 година ќе има многу нови капитални објекти. Преходно го прашуваа зошто немате капитални инвестиции. Тој рече вака: ВМРО ДПМН, преходната влада, не оставила проекти, немале што да работат, ништо не чинело и тие во 2018 година морале да работат на проекти. Бидејќи не треба да имаш идеен проект, па ревизија, па проект, па тендерирање. И 2019 година рече, оваа година се гради Бошков мост, се гради Чебрен, се гради новиот клинички центар. Дали од тоа имаме нешто? Немаме. Дали знаете што имаме? Има тактика, во собранието е легитимна тактика. Но таа минува ден, 2, 3, 5. Од нивната политика е купи ден продај. Тактикава е: за тоа ќе дадеме 1 милиарда 350 милиони, за ова ќе дадеме 1 милиарда и 800 милиони. Значи, да се зборува со милиарди денари, да не се зборува 30 милиони евра, 20 милиони евра, цело време зборуваат за милиарди, не кажуваат конкретни проекти. Ама, граѓаните ги интересира следново: докаде е автопатот Кичево-Охрид? До никаде не е. Докаде е она што го ветува од Гостивар, магистрален пат преку Стража до Кичево? До никаде не е. Докаде е ревитализација на автопатот Тетово-Гостивар? До никаде не е. Докаде е автопатот Градско Прилеп-Битола-Меджитлија? До никаде не е. Докаде е железницата до Бугарија? До никаде не е. Бојко Борисов се буни затоа што до сега требаше да бидеме готови со втора фаза, ние втора фаза уште немаме почнато и ни ги повлекува голем дел од средствата. Граѓаните ги интересира докаде е клиничкиот центар. Нели вика требаше во Карпош не знам каде да се гради, таму нема да се гради, ама во Ѓорче Петров 2019 почнува, за 2019 година правамуваме. Граѓаните ги интересира што бидна со крупните проекти, ни тоа не им најавуваат. Дали знаете колку имаат капитални инвестиции оваа година? Не повеќе од 6%. Не повеќе од 6%. Нема да реализираат повеќе од 232 милиона евра во тековната 2021, што треба започне од сега. 2020 замислете вака, вие е 50% искористен од капитални инвестиции. Не, вака гледајте ги работите. Биде појасно за гледачите, бидејќи кога зборуваме ние за економија, мора да ги разглобиме работите да бидат попластични. Оваа година до трет квартал тие имаат потрошено измеѓу 5 и 6% од буџетот за капитални инвестиции. Тоа значи на 1000 денари за капитални инвестиции одделуваат само 6 денари. Другото се троши за вработени, за администрација, потоа ќе ги разговараме можеби и тие работи. Кажете ми вие, ако земате плата од 10.000 денари, само 60 денари ќе давате дома за куќата за капитално да смените прозор, да купите сијалица да наместите? Не, даваме повеќе. Онаму каде што живееме, бидејќи ние сме домаќини кога се работи за дома. Ама кога ќе дојдат на власт, забораваат што е тоа домаќинлук. Гледаат само
да се сместат партиски војници, да се купи нов мебел, да се купат лешници, бадими, фастаци и така ние ја пуњаме власта. Ние имаме многу луѓе кои што јас ги гледам молчат во собранието пратеници. Не се согласуваат со ова. Не велат дека не се согласуваат, ама молчат. Зошто? Затоа што уназад 30 години овдека само се гласа. Елитното друштво е секогаш нелиденска број 2. Не е тука. И јас им предложив, колеги, кај нас е и оревот и каменот. Ние ќе го направиме овој буџет развоен. Дајте да ги трнеме некои непродуктивни трошоци. Молк. Инаку, еве некои падоци ги земав. Ние немаме ништо што е битно за државата. Пример, главниот пример е кога во текот на оваа година, или до јануар, претпоставувам дека ќе помине законот за одење задолжително во пензија на 62 и 64 години. Тоа подразбира дека измеѓу 13 и 15.500 административци во текот на 2021 година ќе одат во пензија. Тие работни места ќе останат празни. И нормална влада вика, добро, значи јас ќе намалам за 13.000 администрацијата, тогаш ќе треба за 10% да го намалам и буџетот за плати за таа администрација. Во буџетот имаме 20 милиони евра зголемување на плати за администрација. Која е таа домакинска политика? Ние во овој буџет имаме стапки кои што се зголемуваат на привремени вработувања. Обичниот народ, еве да не бидам како 15.000 нови партиски вработувања. Па зависи од платите колкави ќе бидат. Сега гледаме по 50.000 денари плата дават. Еве на пример имате вака. Најекладантен пример. Ставка 427. Привремени вработувања, Министерство за транспорт и врски. Се зголемува за 1860%. Стапката привремени вработувања се зголемува за 19 пати скоро, за 18,6 пати, на 7,3 милиони. Дали е тоа во ред, премови. Дирекција за технолошко-индустријски развојни зони, ставка 485, купување на нови возила за 50% повеќе се зголемува. УЈП за 66% повеќе. Дали е нормално да, еве, например, Министерство за политички систем, тоа е на Артан Груби величанствени министерството, ја зголемува ставката 483 купување на нов мебел за 200%. А со ребалансот на буџетот што беше пред 20 дена, таму си ја зголеми ставката за привремени вработувања. Значи овие порамкови ќе седат дома, ќе земаат плата, нив никој не ги вработува ни у неговото министерство, ама плюс мора да се вработат. До кога ние мислиме оваа држава да ја цицаме? До кога ние мислиме да се однесуваме неодговорно према оваа држава? До кога мислиме душмански да го трошиме овој буџет? Како што кажав, за дома сме домакини, најголемиот дел, ама ако ќе дојдеме на власт, како да е на друга држава буџетот. Тоа не е нормално. Понатаму, што е суштинско? Првиот бенчмарк на Европската Унија е правда, правосудство. Дека во Македонија има селективна правда, дека Македонија често пати не е правна држава, дека во Македонија ако си припадник, ако си обичен граѓанин, правдата е слепа. Ако си припадник на опозицијата, правдата живее во тотален мрак. Ама ако си припадник или симпатизер или член на власта, и тоа како има бистар поглед правдата. И тоа не е од сега така, да бидеме искрени, да бидеме реални. Тоа така уназад години, сега е само позастирено и поизразено. Дали вие знаете дека буџетот за судство се намалува за нешто повеќе од 6%? Го намалуваме буџетот за судство. Дека буџетот за јавното обвинителство се намалува за 80 милиони денари помалку во споредба со ланскиот буџет. Нели требаше да дојдат суди честни, нели требаше да дојдат нови луѓе. А и ова вчера што го слушам министерот за правда, кој што вели дека немало да има почистување, само некои суди ќе бидат трнати, кои што биле нечестни, читај суди кои што не се под нивна директна контрола, ами со ова што правиме? А толку повеќе што имавме усогласување на закони и судската такса, која што плаќаат граѓаните, намаливме многу во собранието. Тогаш им кажав дека има определени судови, како Скопска единица, кои што, например, ако вие сте обвинет и сакате да видите со што ве обвинува обвинителството, вие мора на судот да му платите 80 денари по страна. Значи, ако имате обвинување на 200 страни, по 80 денари,
треба да му дадете на судот. И тоа 3 пати прашав дали е нормално, дали така треба. Ми рекоа да, еве сега ќе видиме. Потоа реков дајте да го зголемиме буџетот за судството, бидејќи овие судски такси одеа во нивните буџети. Тогаш на колешка страна рече не се секирајте, ние за 3% ќе го зголемиме буџетот за судство 2021 година. Доаѓа буџет за 6% намалено. Дали е тоа во ред? Дали потоа ние стално велиме, значи околу правда, нема мир, со ова веќе го бетонираа се. И на кој не му е јасно, еве, со ова можеби ќе му стане појасно. Често пати ние зборуваме дека на Македонија и треба евроинтеграции. Да видиме што се случува во евроинтеграции. Имаме за испомош на ДКП-а, за државно конзуларни представништва, имате намалено за 100% ставката. На оваа држава конзуларни представништва не и требаат. Имаме за иселеништво за 63% намален буџет оваа година. Се откажавме од сите македонци, Грција, Бугарија, може би нема ни треба, зашто пари да трошиме. Ние имаме, дали знаете дека имаме ние за интеграции во НАТО намалуваме 50%. Значи да, за одбрана е зголемен буџетот, но ставката интеграции НАТО во споредба со 2020, односно 2019 кога дошол во собранието за 50% намалено. Па не е НАТО само да влезете вие во НАТО. Па не е НАТО дека само треба зборувате на пресконференции за НАТО, тоа треба да го чувствувате. Па ова ни е прва година, треба да се докажеме, да се покажеме, да праќаме луѓе на обуки. Таму кратиме 50%. Така што, наистина, многу е чуден овој буџет, ама да не ви ги читам другите ставки, баш си ги извадив. Имате страшни работи, имате, не знам, владата на Република Македонија ја зголемува ставката 427, примерно вработување 20%. Значи покрај тие што се вработени таму, цели тимови за пиар што работат, посебни советници, непосебни советници, национални координатори, привремени вработени и сега уште плюс 20% за оваа година. До кога, кажете ми? Еве, кажете ми до кога овој народ тоа ќе го плаќа? Дали ние мислиме дека ќе треба да оставиме државата со нас да заврши и државата? Вие сте кога сте премиер, кога сте министер, кога сте пратени, тоа е пред се чест. Народот ви е доверил неговата доверба за негово добро да работите, а не за добро само на тие кои што трчале на избори за вас. Кога сме веќе кај еве буџетов и корона криза допрва ќе има далекосежни последици по тоа прашање. Имаме примери во држава каде што еве сведоци сме дека ништо не функционира, као по примерот на најавениот нов клинички центар во Ѓорче, меѓутоа го имаме и клиничкиот центар во Штип кој што е изграден, готов и 3,5 години седи и скапува така. Да. И не само тој, и болницата Свети Еразмо во Охрид комплетно реновирана, не е отворена. И си има впечаток дека доколку се тоа беше функционално, нели имаше и готов проект за клинички центар во Скопје кој што беше прифатен, да се разбереме, значи не финансиран од нашава држава, туку таму гарант беше и Светска банка, кој што дадоа одобрение за тој проект. И сето тоа беше напуштено, ние плативме огромни камати за тие пари што ние ги искористивме, за сега да правиме друг клинички центар на друго место. Меѓутоа, впечатокот и во јавноста е доколку ние ги имавме тие клинички центри готови, смртноста, каде што еве и по број на заразени и по број на смртност ние сме во топ 3 држави во светот. Ќе беше драстично помало. Ќе сносили одговорност, пошто ова се човечки жртви. Многу луѓе умре. Па ја не верувам дека некој ќе сноси одговорност. Дали еве вие од моето искуство кога што го гледам, еве ќе направите некаква ревизија на се што се случува? Да, тоа апсолутно. Тоа нема бегање. Тоа е факт, дека ќе биде така. Но до тогаш треба да се преживее. Се надевам дека тоа тогаш ќе биде за многу блиска иднина како што ги гледам состојбите во Република Македонија, бидејќи ова е повеќе неиздржливо. Неиздржливо е да за буџетот кога разговаравме, не знам дали знаете дека тие предвидуваат за 8,3% поголеми приходи од лани, кога немаше корона. Вештачки правен буџет. И тие 8,3 кога нема да ги добиете, повторно се задолжувате. Имате уште поголем дефицит, идемо на 1,2 како што ви кажав на почетокот. Болниците можеби не им биле дел од пиарот. Инаку ние често пати зборуваме за корона. Еве ако сме кај корона кризата, ќе видите дека тие во месец март знаеја, беа убедени и не известија како јавност дека вториот и уште посилен бран и посмртоносен бран ќе биде од септември до нова година, до некаде февруари месец, текот на доцна есен и зима. Така.
Ја поставувам прашање, добро, ако во март тоа го знаевте, од март до септември колку модуларни болници ставивте некаде во градовиве? 0. 0 модуларни болници имаме ние. А знаеме унапред 6 месеци дека ќе има втор бран. Со прст не мрдна. Не е тоа срамота? Нели е срамота да во едно македонско општество, ние сме тука помалку од 2 милиона луѓе живеат во Република Македонија, не е срамота да во една иста болничка соба еден прима инфузија, друг е починат со чашав. Тоа е македонското здравство. Едноставно, колку повеќе ви убедуваат дека работата е во ред, веќе треба да знаеме дека работата далеку веќе под нивото кое што треба, бидејќи оваа влада само се бави со пиар. Како тоа ќе биде представено, дали ќе има политички бенефит од тоа, кој ќе ги добие политичките поени, дали премиерот има 2 гласа повеќе или 2 гласа помалку. Ние немаме државотворна политика овие 5 години во Република Македонија. Државотворна политика. Од 2015 година наваму, ние немаме државотворна политика од нашите политички представници. И тоа еве се гледа. Апатија кај народ. Народ не сака повеќе да гласа, нема доверба во никого, како што ви кажав и самиот почеток на интервјуто, старница со економска криза, здравствена криза, бугарско прашање. Навистина многу работи се собраа. И едноставно сметам дека оваа нова генерација на македонски политичари тоа мора да го промени, бидејќи веќе се испорача очекувањата на граѓаните према политичарите, дека тотално не ни веруваат за ништо. И јас и во рамки на собранието, нашата партијничка група континуирано се труди да ја зборува вистината каква и да е, континуирано се трудиме да даваме решенија за проблемите кои што ги имаат граѓаните, без да мислиме на нашиот личен или партиски рейтинг, бидејќи ние едноставно како нова генерација на политичари ја немаме луксузот да било која работа повеќе ја ставиме под тепих, бидејќи под тепихот повеќе нема место од претходните. Да, вие како нова генерација политичари, народот некако гледа некаква надеж во вас, затоа што од досегашните политичари народот во нив веќе нема никаква доверба. Тоа се гледа и по изборите, каде што секој наредни избори излезноста е се помала и помала и помала. Видите, например, ако направиме анализа, нас ни умираат луѓе по повеќе основи во Македонија. Тоа ние го знаеме, сите. Колку се експонира во јавноста е друго прашање. Дали е факт дека еден од главните столбови со кои што СДСМ дојде на власт беше, особено во Скопје, почиста животна средина и амбиентален воздух. Прво им беше крива владата преходна, дека таа била должна да го чисти воздухот. Потоа, на 1 јуни 2017 година, кога превземаа владата, дојде брзо време, дојде есен, септември, октомври, ги превземаа сите општини, најголем дел општините во Македонија, сите општини во Скопје. Имаше една случка да 2017 година доцна есен си протестираа сами пред себе. Ако се сеќавате, маршот го водеше заместник министерот за животна средина Јани Макадули, тука беше Легов, другите градоначалници вака, се протестираа сами против себе, со тешки ветувања дека ќе дојдат тие на власт, ама и сега не може да прва година било, воздухот ќе биде почист. Реалноста е дека ние имаме 9,5% во овој буџет помалку за заштита на животна средина. Реалноста е дека ние имаме 21 милион помалку за унапредување на животна средина и реалноста е дека ние имаме 20 милиони денари помалку од лани за борба против аерозагадување. Тоа е реалноста. 20 милиони денари помалку имаме за аерозагадување. А она кое што е факт е дека во оваа држава, во Република Македонија, годишно повеќе од 3500 наши сограѓани го губат животот заради компликации од аерозагадувањето. Повеќе од 3500 луѓе годишно. И тоа случуваше и порано. Но тие велја дека имаат волку милиарди инвестиција, 2 милиарди, 3 милиарди, кои ќе дојдат на власт, имаше разни паркобрани, не знам какви коалиции зелени, дојдоа на власт, се заборавија. Да имаме континуирано зборување на невистина по сите прашања, по сите суштински прашања. Јас не доаѓам на работа овдека со цел да критикувам владата.
Не ми е таа првична цел, примарна цел. Јас доаѓам да видам што може да помогнам во обеднување на состојбите за луѓето кои што гласале за мене или не гласале за мене или воопшто не излегле да гласаат, да имаат подобар живот. Тоа ми мене работа, така. И често пати велат власта и опозиција контраат. Не се контраме. Ама еве кај да отворите? Еве вие ко медиуми. Еве отворивме образование, таа е состојбата. Животна средина, аерозагадување е полоша состојбата. Право, правда, правосудство е полоша состојбата. Евроинтеграции, ќорсокак, слепа улица. Кај да отворите, ние имаме проблем. Ние имаме во кој сектор во државата и да отворите, ние имаме полоша ситуација, пример од 5 години, пред 5 сме имале полоша од пред 10 години и ние континуирано да одиме во една надолна линија. И тоа мора да престане. Затоа реков дека оваа генерација на политичари го нема луксузот на претходните, веќе под тепихот нема место, полне. Се мора да почнеме да вадиме работи од тепихот, јавно да ги соопштиме на граѓаните и да ги решаваме заедно со граѓаните. Така само ќе имаме и политичка поддршка, така ќе имаме и критики за да бидеме подобри и така Македонија ќе оди напред. Инаку кој како зима диплома или повеќе не ни земаат диплома, бегаат во странство. Не мора тоа да го прекинеме. Ние мора да правиме Република Македонија држава за сите оние кои сакаат да живеат во Република Македонија. А вие кои ќе видите дека немате правда, кога ќе видите дека се е политика, а вие не сакате да се бавите со политика, не секој треба да се бави со политика, не секој сака да се бави со политика, ама овие 30 години секоја работа зависи од политика. И тоа мора да се промени. Господине Пренџов, кога сме кај евроинтеграциите, некако имаше интересен факт дека претходната власт со непроменето име имаше помалце вета отколку оваа власт со променето име. Некако се чини дека еве и 7 декември дека ќе биде прогласен за ветов ден. Имаше најава, тоест дознавме дека Македонија добила понуда за членство во ЕЕЗ. Меѓутоа претседателот Пендаровски ја одбил. Дали вие бевте консултирани за тоа? Дали бевте као пратеници прашани да се донесе најдобро решение за држава, а не да одлучува еден човек? Видите, во поглед на економската зона, да бидам искрен, не сум информиран воопшто. Тогаш на таа средба кај претседателот Пендаровски, нашата политичка партија не учествуваше воопшто и не можам да кажам ни за ни против, не знам што се дискутирало на тоа. Но она што е за мене важно и суштинско во поглед на економијата. 2020 година имаме корона криза во цел свет. Еве, да земеме регионот. Има корона криза во Македонија, корона криза во Бугарија, корона криза во Србија. Во Србија во првите 3 квартали имате над 900 милиони евра странски инвестиции гринфилд нови. Во Бугарија имате нешто под 700 милиони, 640 чинам дека беше, не факате за збор. А во Македонија имате одлив од 9,5 милиони евра. За каква економска зона понатаму да зборуваме? Не знам што се зборувало. Немам став околу тоа прашање, бидејќи не ги знам деталите. Но она кој што го гледам е дека само во Македонија под раководство на оваа влада 3 години немаше странска инвестиција, фабрика ни не се отвори, ново работно место не создадоа од странски капитал, а сега оваа година имаме одлив, си одат фирми. Ние сме единствена држава во регионот која што ветува дека вели дека е блеска, дека е на прав пат, дека е стабилна економијата, дека е ликвиден буџетот, а Фатмир Бесими, министерот за финансии, ни најави во собранието дека ќе има продажба на земјоделско земјиште и компании од приходниот систем. Како тоа ќе продаваме земјоделско земјиште? Тоа што значи? Тоа значи дека повеќе кредити не ни даваат, дека сме банкрот држава, па немаме што да правиме, ќе ги продаваме фабриките кои што сме ги наследиле од нашите родители и ќе продаваме земјата. Дали е тоа според вас логично и потоа некој да ве праша за европска економска зона, за европска. Ова не е европски што го правиме ние. Оваа влада не заслужува ништо со префикс европски. И стално го зборувам на секој мој интервју, тоа си го ветив. Европската опција во собранието и опозицијата, власта е тендерашко профитерска опција. Наместо ние да земеме предпријатијата кои што ни се оставени од нашите родители,
да ги реконструираме, да ги средиме, да донесеме млади способни менаџери, тоа што е вишак да се трне, да се прими нов способен кадар, да им ги оставиме посилни компании на нашите деца, овие сега доаѓаат и тоа се ќе го продава. Таа е нивната матрица. Впрочем, ако се сеќавате, не така одавна, премиерот Заев јасно кажа на телевизија дека сите мали и средни предпријатија ќе ги оставам да пропаднат, државата мора да се грижи само за локомотивите, за големите. А кои се локомотивите? Тоа се челата на СДСМ од 90-те години. Тоа се нивни деца. И сега некој друго раководство на СДСМ мора да се грижи за нив. И потоа имате продажба, односно купување на делот на Гама, на Макпетрол, давање субвенции на големите и сите мали предпријатија и средни останаа или без работа, или крпат крај со крај, или веќе затворија. И потоа ние треба да разговараме за било што е европско. Нема ништо европско несување во оваа влада. Едноставно го нема. Така да во поглед на тоа прашање не можам да кажам дали треба или не треба, бидејќи не ги знам деталите. Оно што го гледаме ние е многу поразително. Да, има теорија дека еве и тоа членство во ЕЕЗ е одбиено затоа што ние би биле таму со држави као Норвешка, Исланд и Швајцарија, каде што би имале многу поголема слобода во пазарот да настапуваме со наши продукти во Европска унија. Меѓутоа се добива впечаток конкретно и впрочем и тоа одбивање и недобивање на датум затоа што кога ќе се започне таа процедура со преговори со Европска унија, има некои поглави кои што извини, ама мора да си ги исполниш. Да. А во меѓувреме се создава некој вакуум простор, точно временски период за да се продадат уште некои фабрики, да се продаде земјоделско земјиште, земјоделско територијата од држава некаде околу 60% е земјоделско. Така. 60% од држава треба да биде продадена. Па за да се започнат преговори. Ке се спротиставители на село. Видите вака, значи ние кога ќе го слушнеме, кога ќе ги слушнеме овие властодржци кога зборуваат за Европската унија, практично не му кажуваат вистината на народот. Тие наративот нивни, или вака меѓу редови да сватиш, како обични граѓани, дека ако ние влеземе во Европската унија, ќе дојдат пари, ќе бидеме богати, ќе имаме нови коли, ќе имаме по 1500 евра плата. Што така премиерот ја представува Европската унија, кој води посебно во некои помали места, каде што луѓето не толку следат политика, европски интеграции и така натаму. Не е тоа. Тоа не е суштината на Европската унија, на нејзиното постоење. Тоа е многу плитко гледање на работите. Европската унија е да ти прво треба да имаш добар образовен систем, да имаш иновација, да креираш некој производ и потоа тој производ да го продадеш на 300 и повеќе милиони жители, пазар, без царини, на слободна трговија, да привлечеш девизи во државата, да развиваш државата, да ја увезуваш, да извезуваш. Тоа е начин на живот. Европските вредности, трас судство, таму нема. Ало Вилма, таму нема. Овој мора да биде обвинет денеска за да го покријам овој скандал, таму нема. И оваа генерација со незините лажни вредности, кои што се креираат само за да исполнат определени пиар моменти, мора да прекине. Мора и тоа ќе прекине. Ако не во овој пратенички состав, во следниот сигурно. Ние не можеме да им кажеме на граѓаните ако влеземе ние во Европска унија, сега ќе уживаме, ќе добиваме плата. Не е така. Ние имаме многу работи кои што можеме да си ги завршиме без членство. Ние можеме до сега можевме за овие 5 години на пример да имаме со екологија, не да намалуваме овдека, да зголемуваме животна средина. Утре ќе треба да отвориме поглавје во кое што тука ќе нема што да продаете. Ни историја, ни географија, ни ликовно, ништо не може да продаете. Ќе ви кажат треба да инвестирате 2-3 милиарди во животна средина за блиску да бидете до нашите стандарди. Тоа може ми сега ние да го знаеме тоа што ќе биде таму. Едноставно, европскиот начин на живот и донесувањето на Европската унија во Македонија, односно членството на Македонија во Европската унија, мислам дека од луѓе кои што не ги разбираат тие вредности, не може да се случи, затоа добиваме негативни извештаи, добиваме вета. Јас ќе ве потсетам дека последниот извештај што беше одека во собрание, комесарот Вархеј го презентираше, таму пишува дека во македонското општество е присутна корупција во секоја пора.
колку е тоа поразително за вас. Во секоја пора од општеството имате корупција. И потоа ние се прашуваме зошто не доаѓаат странски компании, зошто бегаат од Македонија странски компании, затоа што ги рекетираат на секој чекор. Затоа што капиталот никој не сака да го вложи во држава која што е несигурна. Капиталот не се вложува во држава која што е раководена од еден човек, тој премиерот на оваа држава, уназад со години, ја раководи еден човек кој што менува ставови на 2 сати. Држава во која што менува даноци на година дена. Еднаш е прогресивен, па е рамен, па е прогресивен, па е рамен. Кој ќе ви влезе во Македонија? Нели чека Facebook, нели чека Google да влезат? Никој нема да ни влезе. И затоа не е крива Европска унија. Сме се криви ние овдека во Македонија. Затоа што работите во Македонија од 2015 година, како што кажав и преходно, се поставени само за личен и тесно партиски бенефит. И државотворност во овие функционери јас не гледам. Господине Принчов, за крај уште едно прашање. Во тие реформи за почеток на преговори во Европската унија се и реформите на безбедносниот сектор. Вие сте председател на комисијата, Собраниската комисија за реформи во Агенцијата за национална безбедност. Реформирани ли се тајните служби кај нас? Овака, јас сум председател на Комисија за надзор над Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање. Јас бев избран на нова позиција на 14 септември. Како председател на комисијата сметав дека е добро да се видам прво со директорот на Агенцијата за национална безбедност, се видам со директорот на Агенцијата за разузнавање и имавме конструктивни дискусии, им кажах кои се моите ставови, тие беа така фини, но тука испливуваат многу работи потоа на површина, тоа е што 14 септември, денес е веќе 15 декември, поминале повеќе од 2 месеци, јас, како председател на комисијата и членовите на комисијата немаме добиено безбедносни сертификати. Се уште немате добиено? Се уште немаме добиено. Јас се слушнав со директорот на Агенцијата за национална безбедност пред некои 20 дена, дека нема смисла ова што се прави. Тој ми кажа дека надоцна до крајот на преходнава недела се тоа ќе биде завршено. До ден денеска никој нема добиено сертификат. Комисијата е парализирана. Ние како комисија, законот е многу лошо поставен, затоа реков дека нема државотворност во овие политичари во Македонија. Законот е така поставен да јас ја контролирам како председател на комисијата, сите членови на комисијата се разбира, ја контролираме работата на Агенцијата за национална безбедност, а таа е таа која што ни издава сертификати за безбедност, за да можеме да ја контролираме, и таа одлучува кога ќе ни ги даде тие сертификати. Значи, граѓаните гласале за пратеници, пратениците меѓу себе ја изгласале оваа комисија да биде на таа задача, и сега некој директор 2 месеци ве влече за нос и не ви дозволува да да истражите неговата работа. Наистина нема смисла, бидејќи јас по природа сум човек кој што има висок степен на толерантност, но не сакам кога некој ме прави она што не сум и кога некој ми ја подценува интелигенцијата. Не само мене, туку и сте членови на комисијата. Понатаму само ако може да завршам многу важна работа. Кога видите го погледнете извештајот за собранието за 2019-2020 година од страна на Европската комисија, тој не е толку многу лош за собранието, бидејќи опозицијата испаднала во сусрет, донеле закони, помогнала за евроинтеграциите, но делот за оваа комисија која што јас ја раководам е дека нема никакви резултати. И јас се нафатив затоа што сакав да направам резултати. И многу е неубаво чувството кога вие не можете да почнете да работите, не можете да ни помогнете на државата во делот за кој што сте избран. Барем за тоа што јас го работам, сакав да направам се, да ги исполнам сите критериуми и барања од страна на Европската комисија, и јас тоа не можам да го направам затоа што директорот 60 дена истражува дали треба или не треба да добиеме ние сертификати. 60 дена.
на избрани пратеници, на председател на комисија и избрани членови. И потоа ние зборуваме дека тие се европска опција во Македонија. Не, тие не се европска опција во Македонија. Европска опција не прави закон, не знам кој се учествува во законот и не ме интересира. Тие што го правеле законот, не може да постои закон да ако јас тебе те контролирам, ти одлучуваш дали ќе може ја те контролирам. А те гласале граѓани, те гласале колеги 120 пратеници едногласно. Ова случајќи го вака, дали ви се отвара сомнаш за некакви злоупотреби или се тоа се прави намерно за да бидете вие нотифицирани во ние извештај на Европската унија дека вие како ВМРО ДПМН и коалицијски партнери вие кочите работата? Вака се разбереме на работа. Јас не сум пророк и не можам да прогнозирам дали некој нешто ми прави намерно или случајно. Јас играм секогаш многу честно и отворено. И ви кажав и ве запознавам јавноста дека јас последен пат му се јавив пред 20 на дена на директорот. Тој ми кажа дека до крајот на преходната недела се ќе биде завршено. Јас планирам во понеделник, ако до понеделник, јас уште недела плюс му даваме од 8 декември, 60 дена ќе му давам плюс. Јас понеделник ќе ги известам сите амбасади на западните држави, од американска, сите држави членки на Европската унија, евроамбасадорот, дека оваа комисија од тие и тие причини не може да почне со работа, а е многу витална и е клучна за извештаите кои што ги добиваме од страна на комисијата. Ова е неодговорно унесување. Ние многу добро знаеме во оваа држава кој што може и за колку време да направи, ако сака. Ред, ви благодарам господине Пренжов за одвоеното време. Ви посакувам многу успех на вашата функција. Ви благодарам, поздрав до вашите гледачи, бидете здрави.